Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Денешнава литургијска прослава на денот на осветувањето на овој прекрасен манастир, посветен на светите апостоли Петар и Павле, се совпадна со радоста на Воскресението, зашто се случува во првата седмица после Пасха. А прославата на денот на осветувањето представува сеќавање на еден момент од минатото, на еден момент кога благодатта Божја изобилно се изливува на ова место и ова место станало сведоштво за душата на еден народ. Бидејќи за еден народ да изгради и да освети манастир, треба најнапред да се изгради себе си како народ христијански, а да се освети себе си значи целиот свој живот да му принесе на Бога. Само така се гради и се осветува манастир и само така споменот за тој народ останува вечен. Возлюбени Господи, рековме прославата за тој спомен оваа година се случува во првата седмица после Пасха, кога торжествено во целата нашата земја и во целиот свет го прославивме Воскресението Христово, кога со светлина се исполни и небото, и земјата, и адот, и целата црква пееше Христос воскресна. Ден е на Воскресение, да се просветиме со торжество, да се просветиме со благодарна молитва кон Христа и еден друг да се прегрнеме, не исклучувајќи никого од таа радост на Воскресението. Сите да се наречеме браќа во Христа, зашто сите ние сме деца на единиот Отец Небесен и да живееме не за себе, туку за овој кој што умре и воскресна за нас. А во денешното свето Евангелие слушнавме дека Христос е вратата и само преку него можеме да влеземе во животот вечен. Христос е основа и почеток на нашето воскресение, во Христа воскресна целото човештво, Христос дојде за сите ние да имаме живот вечен. Христос е добриот пастир кој ја положи душата своја за нас и ни ги откри тајните на животот вечен. Во таа радост на Воскресението, ние пред нашите очи гледаме како се менува. Гледаме и слушаме нешто што сакале да го видат и да го чујат многу пророци и цареви. Затоа да гледаме со очите на верата во воскреснатиот Христос Господ и да размислуваме за неговите големи и неискажливи дарови, јавени на целиот свет и на секој од нас. Да гледаме и да прославуваме и да се радуваме во Бога. Да се радуваме сите, зашто Христос воскресна за сите. Таа светлина на Воскресението ја озари целата вселена и ни го представи образот на невидливото, незаводно сонце, кој е Господ наш Исус Христос. Драги браќа и сестри, Христос ги знае своите и тие го знаат Него, но истовремено Христос ги повикува сите кон спасение, зашто при Него нема разлика меѓу богати и сиромаси, меѓу машки пол и женски, меѓу стари и млади, меѓу различни народи или различни раси. Христос ги прибира сите што го слушаат гласот Негов, за да биде едно стадо и еден пастир. Христос е достапен за сите подеднакво, сите можат да веруваат во Него, да се надеваат на Него и да го љубат со сето срце и со сета душа. Бог никого не го отфрла и на сите им ги раздава своите благодатни и спасителни дарови според потребата и достоинството на секого. И така радоста е општа за сите, Христос Спасителот го изврши спасението за сите и сите ги призива кон спасение. И Он со своите спасителни дарови е достапен и е близок на секого. Затоа да се радуваме, браќа, сите, повикувајќи повторно еден кон друг и секогаш Христос воскресе. Зашто во светот нема поголемо и попосакувано за нас богатство од спасението кое ни е дарувано од воскреснатиот Христос Спасител. На земјата нема поголем и попосакуван за нас успех од тоа да бидеме учесници во ова богатство, да бидеме приброени во спасените преку верата во Исуса Христа. И нема некој од нас на кого што не му бил отворен патот до спасението преку Христос по неизречената благост на Господа Бога, кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината. Возлюбени во Господа, да се радуваме сите и радувајќи се да му благодариме на Христа Спасителот за големите и милости Негови кон нас. Секогаш да го прославуваме Неговото тридневно воскресение и секогаш да се стремиме кон Него со силна вера, пламена љубов и непоколеблива надеж. Во оваа прилика сакам да му се заблагодарам на Неговото високо преосвещенство митрополитот Крушевски и Демерхисарски господин Јован за неговата покана денес заедно на оваа света литургија да се соединиме со телото и крвта Христови и верувам дека Христос
и во Христос ќе сме секогаш едно, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресе.